Не се појави на Конгресот, ама во свој раце си ја презема целата СДСМ. Освен што лидер на партијата е неговиот личен пријател Венко Филипче, Зоран Заев на Конгресот во највисокиот партиски орган Централниот одбор инсталираше свој луѓе, меѓу нив се поранешен градоначалник, директори, заменик министар, пратеник, луѓе кои не беа многу експонирани, но се дел од неговиот круг. Тоа што предизвика најголеми негативни реакции е изборот на Фани Карамфилова Пановска, поранешниот прв човек на фондацијата Сорос за заменик председател на СДСМ. Таа доаѓа на местото на Сања Лукаревска, фотелја во која седеше и Радмила Шекеринска. За многумина, ваквиот избор на луѓе покажува во каква состојба е партијата во моментов, односно дека нејзина единствена цел е финансирање на одредени невладени организации. СДСМ веќе не е партија, СДСМ е заложништво на невладините партиски организации. Од доаѓањето на Заев, од доаѓањето на Бранко Црвенковски, таа партија веќе не е партија, таа партија е извршител на хонорарните потреби и потребите за алиментација на невладините партиски организации на СДСМ. Тие таму уфрлија своји луѓе, тие кршеа по шарена револуција, тие имаа своји пратеници, своји министри. Сега редовно е нормално и да ја имаат и целата партија, па ќе ги видиме на терен. Според Драган Павлович Латас, Филипче бил инсталиран од струмичкото крило на партијата и со тоа де факто Заев се уште ги држи конците. Со овие луѓе во главните партиски тела, СДСМ само се подготвува за пораз во неколку следни изборни циклуси. Видов една група од 130 луѓе која е избрана, тотални анонимуси, никаков придонес во политиката, во јавниот живот, никаков влог во партијата на собствен професионален или личен авторитет во јавноста. Ја само краток коментар дека вчера СДСМ потпиша пораз на локални избори и најави пораз на идните парламентарни избори. Најмногу се радува од знам, кои веројатно ќе добијат барем 2-3 пратеника повеќе на наredните парламентарни избори. Меѓу членовите на Централниот одбор ќе бидат Филип Андов Сокол, поранешниот директор на затворот Шутка, Горан Трајковски Штраус, кој беше прв човек во пазарна инспекција, Викторија Аврамовска Мадич, екс заменик министерка за правда, Велимир Смилевски, кој беше градоначалник на Бутел, Мартин Костовски, поранешен пратеник, Гордан Шутаров, кој во моментов е дел од Советот на град Скопје, поранешниот председател на СДММ, Марко Михаиловски, и Кети Штерјова, која во минатото била на функцијата подпредседател на младинската организација на социјалдемократите.